влез во НАТО. Никола Поповски, гостин во вестите на А1. Малолетничкиот криминал се посвиреп и побрутален. Стануваат ли затворите за малолетници, Академија за криминални вештини? Три железници, Академија за криминални вештини. Чеки тука и јас чекам. Други да отедеа од краден. Полицијата ве фати? Да. И? Видно не си од станица. Како беше? Кажаа ми се како што е. Преведно. Касне го открадели, касне го чинали. И пушти на полицијата. Судија не за мене, ме судија за тука од домо, другите ги судија и дризел. Вака ја започна својата животна приказна мојот 17 годишен соговорник. За да му го заштитам идентитетот, ќе го викам Марко. Минатата година, заедно со уште 5 мина, извршиле вандализам на споменик во Струмица. Украле месингани букви. Марко чувал стража додека неговите возрастни пријатели во бизнисот краделе. Марко веќе 10 месеци е во затворот за малолетници во Шутка. Келијата ја дели со негови врсници, но и помали деца, некој од нив со поголемо криминално досие. За дрога, за тепачка, некој дури и за убиство. Загрижува бројката на извршени криминали од малолетници, уште повеќе фактот што тие се повеќе свирепи и брутални. Статистиката во Министерството за внатрешни работи вели дека само во последните 9 месеци биле решени 1690 криминални дела извршени од малолетници, а биле пријавени 2863 сторители. Но загрижува фактот што 2732 малолетника го повториле делото. Зошто овие малолетни деликвенти по одлежувањето на затворската казна повторно му се вратиле на криминалот? Не постои прифатен центар во Центарот за социјална работа каде што ќе работат со нив и не се работи доволно за ресоциализација со овие деца додека се уште во ВП домот. Децата се во казнениот затвор во Шутка згрижени и заедно, значи тоа тие го доживуваат повеќе како репресивна, некако воспитна казна и заедно се со постарите престапници на кривични тешки дела таму и едноставно уште од затвор се регрутираат за повторување на делото. Силни критики за условите во кои треба да се социализираат малолетните деликвенти речиси секоја година доаѓаат и од УНИЦЕФ и од Меѓаши. Организациите кои се залагаат за правата на децата велат дека малолетничките затвори, наместо да бидат институции каде криминалците ќе се ресоциализираат, овде им се зголемува можноста од постари да учат криминални вештини и кога ќе излезат од затвор, повеќето од нив стануваат членови на големи криминални банди.